Колко развивата? А? Декте и пари за каква кола? А? Декте и пари за каква? Работам са мачове. Работа са мач. И другари ли са? От почва да имаш пари ли са на другари или? Они са другар от детството, да не другар. Браво. Супер, как си? Колата, регистрира. Много му задовага стилите. Ефтино, а нема ни 50.000 евро. Една неделна плата. Трема има ли трема? Трема имаш ли на сколко време нямаш на стапна тачка? На терен. Футбол не е игра на 18 месеца. 18 месеца нямаш играл в футбола на Беласица на стадион? Тук нямам 6-7 години. 6-7 години, айде си ти Да. говори, дечко. Ама ти лаш. Видях интервю с Обана Трайков, тук аз нямам. Нямам играно. Хлади си. Моята канцелария. Канцеларичка. Ти супол. Сърогима на местото, откъдето Деян Илиев ги направи своите първи чекори, голмански чекори. Това е стадион от Младост. Многумено сигурно го препознават, кои ще го знаят. Стадион от Младост и били тук на отакмици на Беласица. Пред 6 години, така ли беше? 6 години. Пред 6 години ти беше дел от Третолигаш тогаш Беласица. Меѓутоа, поради некои чудни околности, успеа да преминеш во големиот лондонски Арсенал и тоа поради некој си скаут од Грција, како што се сеќам. Така ли беше? Така е, да. Најпрво добро дојде во Струмица и во нашата емисија еве после година-две повторно. Како се осеќаш еве сега кога веќе стапна повторно на стадионот овде во Младост во Струмица? Баш на ова статива на кој што имаш стоено пред 6 години на некој официјален надпревар. Пред се благодарам на поканата, чест ми е да бидам гостин. Точно пред 6 години да бев овде играв на новој стадион. Беласица тогаш беше втора лига. Нели беше трета? Не, тогаш беше втора лига, па после испадна. Бранев неколку утакмици, па после имаше некои недоразбирања, па така да после бранев исто така за репрезентација до 17 години во Турново. Игравме квалификации против Шкотска, Сан Марино и Турција, кој што дојде скаут од Грција, Лакис Папајано, по препорака на Васко Георгиев, да гледа некој играч од Турција, некој десно крило, по кој што Арсенал бил заинтересиран. Во тој момент мене ми се погоди денот, јас бев играч на надпреварот и сите тие понуди кои што беа за тој играч од Турција се променија и ги упатија кон мене. Во тој момент добив повик да одам на проба во Атина, кој што имаше, можам да кажам дека 80 голмани имаше таму. Трениравме 3-4 тренинзи и дојде специјално тренер од Лондон, Тони Робертс, кој што тој беше голем иницијатор да ме земе во Арсенал. Запомнил тоа, си го запомнил цел, си го повторуваш постојано, сите прашуваат за тоа и се истото, па истото ми го кажува, затоа што тоа е тоа. Тоа се моменти кои што ќе ми останат вечно. Знам како почнав. Соработуваш уште со тој човек, со гркот кој што успева да Со Лакис се познаваме, тој е скаут за Арсенал, тој работи во тој регион, Македонија, Србија, Грција, таму гледа некои играчи. Не се гледаме често, инаку да се видиме, се знаеме, јас соработувам со тренер што дојде во Атина, Тони Робертс, соработувам, извинете, он е сега тренер во Сонси. Пред 2 години требаше да се случи трансфер, да заминам јас во Сонси, но поради повреда која што имав на препоните не успеав, така да се знам се уште со тие луѓе, во контакт сме, но
Таков е Се фудбалот сеќавам кој на што еден твој разговор пред она прво наше интервју кој што се случи тогаш во емисијата Шанк. Ти баш тогаш ти ја соопштија таа тажна вест дека тренерот на голманите, главниот тренер, нема да продолжи понатаму со Арсенал, дека се префрла во друг тим. Се сеќавам баш така, да, се беше. сеќавам. Баш пред да почне интервјуто, ми се јави и ми кажа дека го напушта клубот. И баш ми беше жал. Имаше нешто тако пред интервјуто да се случи? Нема ништо, сега нема ништо. Фала на Бога, се е супер. Не си навикнат на такви температури по толку долго време во Англија. Меѓутоа сега се навикна, мислам, беше долго време тука во Струмица. Да бидам искрен, не сум се навикнал. 5 години помина во Англија, кој што температурата не е толку топла, малку е поладно, нон-стоп има ветар, има дождови, така да условите се прекрасни за тренинг, така е малку тешко и ќе ми треба малку повеќе време да се навикнам, но не е проблем. Веќе повредите се санирани, така ли? Повредите се уште, мислам, се санирани од се рехабилитира операција. Сега сум во процес на рехабилитација, на опоравување, правам некои вежби за мускулната маса, за протекција на коленото. Правам во теретана, правам некои вежби за таа мускулна маса што треба да се врати назад, да го протектира коленото, да не се ствара повеќе болка. И добив малку поголем одмор од колку што треба, затоа што правев 4 операции за година дена, тоа не е мала работа. Мислам дека коленото треба да се опорави од сите тие травми што ги помина. За ножеви кои што поминале таму. Ги имав операциите, така да се надевам дека кога ќе се вратам на 28 јуни, кога ќе почнат припремите, јас ќе бидам способен да почнам со екипата и повторно. Значи сега за брзо тоа за почеток на новата сезона 2017-2018. Така ќе му дојде. Така. Значи се надаваш дека еве ќе влезеш во конкуренција за тие првите 3 голмани во тимот или можеби размислуваш за некој трансфер на позајмица, како што претходно имаше во план тоа да се. Јас кога бев спремен, кога тренирав, бев во конкуренција за првите 3 голмани. Јас тренирав секојдневно со првата екипа на Арсенал, така да почнаа да кружат моабети, шпекулации дека ќе се понуди нов договор, ќе бидам трет голман. Така да исто така имав шанса да бранам во Лигата на шампионите пред 3 години против Дортмунд, Галатасарај. Но за жал имав повреда, како што кажав на препоните, и засега повредите се мој голем непријател кој што нивна е вината за моето, како да кажам, непробивање во првиот тим на Арсенал. Јас мислам дека Арсенал има проблем постојано со повреди. Таму кој да оди, постојано го следат повреди. Има некој, треба ние како што велиме, некоја бајачка да има таму да им пуштиме во Арсенал, затоа што кој да оди таму постојано се повредува. Што се случува со тој клуб? Дали има некои проблеми со тренинзите, дали премногу се напорни тренинзите? Зошто се случуваат тие чести повреди? Затоа што секојаш кога го следам Арсенал, кога има надпревари, постојано има фудбалери кои што се повредени. И тоа најчесто оние од кои зависи играта се случува често да се повредуваат. Па да, има доста повреди Арсенал, но за жал фудбалот не е лесна работа. Нон-стоп патуваме со репрезентација, тренинзи секој ден, теретани, утакмици, така да не е лесно и некои од играчите се за жал склон на повреди. Нема никаква вина клубот тука. За жал играчите кои што ги има Арсенал се соочуваат со повреди и за тоа така изгледа, но мислам дека нема клубот никаква вина тука затоа што ние сме третирани професионално. Може ли тоа да се каже? Не, ние сме тренирани професионално како и секој друг клуб. Сега секој со својата среќа. Арон Рамзи секој имаше една страшна повреда и сега секој негов гол прави по некој од познатите да преминува во вечните почивалишта. Се познаваш добро со... Да, тие се сите мои колеги. За жал јас се повредив од шутот на Арон Рамзи. Да. Значи тоа е малерот на екипата, така? Не можам да кажам дали е малерот, но знам дека он е крив за мојот. Го зафркаваат сите? Има постојано така некој... Еднаш имаше една шала која што на него баш не му беше добра и се наолти малку, така да од тогаш нема никакви шали за тоа. Ајде кажи, нема да разбере и така. Има шала дека треба да престане да дава голови затоа што доста често умираат луѓе. 1,95 м, сега си 1,96 м, си пораснал, значи 1 сантиметар од последниот интервју кога го правевме. Тоа беше пред една година, значи уште растеш 22 години. Мислам дека толку е границата, 1,96 м, толку и не би сакал повеќе затоа што повеќе ќе имам јас проблем. Се чувствувам добро со таа висина, баш е идеална за голманската позиција, така да. Да, не е подобро колку си повисок, толку по... После има други пречки, други проблеми кои што мора да се накнаат со работа, така да мислам дека таа висина е идеална. Идеалната висина за гол. Тука се чувствувам добро. Затоа што гледам, види колку е стативата и лево и десно. Колку е стативата? Како да 7 метра и нешто, не знам точно 7 така нешто. 7 метра. Статива мора да бидеш така. Де застани да видим како личи тук. Голема и за мене голема.
голема. Ти си еден од највисоките голмани во македонската репрезентација? Јас мислам дека да, еден од највисоките, има неколку голмани, но мислам дека сум највисок, да. Мислам дека сум највисок. Највисок и најдобар. И јас мислам дека си највисок. Се наоѓаме на местото на кое што и не сакаш многу да седиш, како што знам, затоа што дека седат резервните фудбалери, така? Така да, ова е место кое што никој од фудбалерите не посакува, но за жал мора да има некој замена. Мора да има замена. Мора да има замена. Меѓутоа, за да успееш да бидеш во првиот состав, потребно е постојано да даваш од себе за да бидеш во првиот. Мора да има секојаш послаб и некој да биде над тебе и под тебе. Мислам дека и клупата е добра мерка да се приспите секој играч зошто тој седи баш на клупата и зошто не е внатре на теренот да игра. Така да јас бев неколку пати овде и не посака повторно да бидам, па ме посажи среќата и повторно се вратив на голот кај што ми е местото. Кој беше твој тогаш соиграч на голманската позиција во Беласица? Јас тренирав со Дино Захов, со Кирија Дамјанов, Бамбус, како што го знаат сите, тој се откажа од фудбалот, така да бевме ние тројца голмани. Па не знам, тоа треба него да го прашам. Бевме ние тројца тогаш во конкуренција, кој што јас бев млад, 15-16 години, се уште учев од постарите голмани, од тогаш кога се случи некои работи, пошто јас заминав во првата екипа, бранев неколку утакмици и така ми излезе прилика да се продадам од репрезентацијата. Дали некош би се вратила повторно во Беласица да играш, како што многумина од фудбалерите во светот прават? Сега за жал Беласица не е во првата лига, меѓутоа се надам дека еден ден ќе се врати и ќе биде конкурентен тим за првото место. Дали тогаш би можел да застанеш барем една сезона на стативите и да го носиш дресот на Беласица? Може би, никогаш не се знае во животот како и што, но би посакал да се вратам тука во родниот град, во Струмица, во својата родна држава, во клубот кај што ги направив моите први чекори пред завршување на мојата кариера. Еве, кога ќе ги закачиш ракавиците, како што велат, дали на овој стадион ќе го направиш тој опроштален натпор, како што направи легендата Благој Статов? Би сакал, нормално би сакал во својот роден град да направам опроштален. Тој го донесе Здравко Чојич, ти еве кој ќе го донесеш? Имаше ново. Прерано е да се размислува за опроштален натпор. Дали некој наш од Југославија, бивша Југославија или? Па нормално, јас сум љубител на српска музика, така да нешто ќе биде во наш стил. Од тука некој, Од тука нема нека некој остане тајна. Ајде, ќе чекам, тоа ќе биде после цели 20 години, има време до тоа. На 41-2 најдобро ќе биде да се пензионираш, како што тоа го прави сега Буфон, Ван дер Сар, затоа што голманите, најдобрите голмани, Шмајхел мислам дека беше така. Голманите имаат можност да играат до малку повеќе од фудбалерите, така да плюс 4, 5, 6 години зависи од здравјето и од желбата колку сака да се игра. Голманот, кој што знаме, е човекот кој што ја координира целата одбрана, така ли? И затоа колку е поискусен, толку е подобро за екипата, затоа што ти ги поставаш на задна линија на тимот, како да се постават во офсайд, како да се наместат и кога се изведуваат тие слободни удари и така натаму. Така, добро, ние се базираме на тактиката на тренерот, така да како тренерот ќе ја постави екипата и со која намера ќе излезе да се брани или да игра, така ние ќе ја послушаме неговата одлука и ќе пробаме да им кажеме на играчите на кое место стоат. Инаку ние имаме најдобрата визија и може да погледнеме кој е погрешка застанат, кој е погрешно поставен, каде има слободен простор, каде е опасноста, така да ние сме едни од тие кои што сме одговорни за во одбрана да бидеме главни луѓе кои што треба да го кажат тој збор, да. Сега македонската репрезентација, младинската репрезентација успеа да направи, знаеме, еден историски успех да се пласира на европско првенство во Полска. Дали си ти во оној тим кој што на поширокиот список кој што ќе патува таму во Полска? За жал нема да можам да бидам дел од тимот ради мојата повреда, операцијата на коленото која што имав. Инаку јас играв за таа репрезентација, соработав со тој селектор. Работев со тие колеги играчи кои што сме таму, така да добро се познаваме, ќе беше добро за мене многу и за исто така и за нив да се дружиме, да бидам со нив, да играм, но за жал мојата повреда ме спречува и ми е баш многу криво и се надевам дека ќе имам слободно време и прилика да одам, да им дадам поддршка на моите колеги, да ја гледам
да го гледам надпреварот против Шпанија и да се видам исто така со колегите, па се надевам дека Ќе беше голем плюс доколку успееше ева да бидеш дел од таа селекција, затоа што нормално и тогаш и цената ќе ти припиши. Нормално, да, и плюс европско првенство, сите ние се бориме да стигнеме до некое надпреварување кај што ќе бидеме видени. Нормално и ќе биде во моја корист. Ако избранам добро, ќе имам повеќе понуди, други договори, така да се тоа ќе беше супер, но за жал, како што кажав, повредата е голем виновник за тоа. Колку ти е цената ева на трансфер пазарот сега во моментот? Па не знам, немам цена на трансфер маркетот, тоа одлучува клубот и се во зависност од платата која што има. Оштата, на пример, ти е одлучува? Не би знал искрено, затоа што. А за која цена ева која оштата ја плати Арсенал на Беласица за Мислам дека беше 100.000 евра. Мислам дека беше, но не сум сигурен и не сум разговарал за тоа, затоа што еднаш прашав, никој ништо не ми кажа и да бидам искрен, таа не е моја работа, јас се договорив околу моите услови. Имаш менаџер, така? Имам менаџер, да. Да не е некој твој родител или? Не, менаџер од Хрватска, истиот менаџер го имаме со Горан Попов. Со Горан Попов истиот менаџер, тој ги одлучува што и како најдобро за тебе да биде, така ли? Кога треба нешто да се прави за договор муабет, тој те советува. Па се консултираме заедно, кога ќе дојде некоја понуда или ако има некој недоразбирање во клубот или ако јас сум незадоволен од нешто, прво му се обраќам на него, потом се обраќа во клубот и така има некоја комуникација измеѓу нас, така да тој е главниот човек кога јас нешто посакувам, он разговара во клубот. Веќе надвор од терен со околу 18 месеци, така ли? Постојано си тука во Македонија, во регионот каде што се потребно нели тоа да се рехабилитираш, блиску си до дома, нема да ти биде сега малку потешко кога ќе се вратиш, кога веќе дојде период кога треба комплетно се посветиш на работата, кога еве повредите ги станат минато да се оддалечиш од твоите другари кои што ги сретнавме пред да почнеме со разговорот таму пред твојата кола. Па не, искрено не. Јас живеам да играм фудбал и јас се трудам да се вратам што побрзо, затоа што тоа е животот мене што ми фали. Не е да бидам јас искрено сакам да бидам со моите пријатели, со моите другари, но посакувам да имам обврска и да работам во тоа што ме знаат и во тоа што сум добар. Најдобар, да. Така да очекувам во скоро време да бидам. Има некоја девојка од Струмица? Девојка нема, сега сум слободен. Немат некоја наша да се ја земеш таму во... Па кога ќе најдам, ќе ја земам. Од толку струмичанки не најде ни едно тој временски период што си тук. Тенок вкус имам, истинчен ми е вкус. Дали има нешто, на пример, кое што се крчка во моментот, еве некоја интересна понуда, некоја позајмица која можеби ќе се случи наредната сезона, на кој што веќе ќе е 40% од работите натаму или едноставно се посветен само Нема ништо за тоа што за да се добие понуда треба да бидеш активен, треба некој да те види за да ти понуди нешто да одиш некаде на позајмица или да играш. Кога ќе се вратам, од тогаш кога ќе почнем во игра, во форма да се вратам, од тогаш ќе стигнат понуди. Чи повторно во резервниот состав на Арсенал ќе се вратиш? Прво ќе се вратам. Не, јас ќе тренирам со првата екипа, кога ќе се вратам, па од кога ќе добијам некој извесен период со тренинзи, дека ќе се увериме дека коленото е добро и дека ќе изиграм неколку надпревари, од тогаш ќе се разговара за позајмица. Имаш и проблеми со коленото и со рамото, така ли беше? Имам проблеми со секој дел од телото, имам некои болки што морам да ги носам до крајот на животот, така да коленото е. Сега си млад, ама како што велат кај нас на стари години. Ќе треба да се лечам. Стари години ќе усетиш бабите викат. Баш така да. Ти благодарам Дени што беше дел од нашата емисија Моменти и те посакувам многу успех и се надам дека се тоа што се случи ќе биде минато, нема повеќе да има ни една повреда и дека ќе те видиме на вистина после 20 година овде кај новој стадион како Благо Истатов како ги закачуваш ракавиците со полно народ. Благодарам и на вас и се надам. И со твојата умилна балканска звезда како ги пее твоите умилни хитови. Да, така, благодарам на вас. Как та ресер, как си полекши средувам? Не, бачки, ще трябва сега да рушим там, цяла трибина каја. Бетонираме, става си каја бетонирам нови две трибини ки има, требата. Я тренирам да държава треба. Добро, само деталини, зелени ги снимат. Сега трябва да ставаме едно средство за деталина и тия има животни ущипци, кой ще им страх. Ник да ги унищаме и после пак тя посеем, ще мъж жадно. А тек тренират? Там тренират? Тама, сега не тренират, нали, има една спалус. Балдовци го спрем да са. Благой ни го даде балдовци.
сега не го правим база, там е 40 мускулални и там са префалибърни такива комплекти. Тук играли някой, не само беласти. Сега само беласти. Ке видим как е.